Уште веќе пред 10 дена бев повикан на некој начин, иако лично не сакам да зборувам за политика, но бев повикан да ги прокоментирам американските избори. Тоа само како вовет во денешната тема. Ако се сеќавате, пред само 2 саботи, последен пат, иако тоа го зборував и порано се разбира, во изминатите 8 години, тврдев една работа, која што изгледаше многу нереална, барем во последните 2 години, од почетокот на украинската војна. А тоа беше следново. И дори реков, само јас ке одговорам за тоа, не црквата или адвентизмот воопшто било кој. Не верувам дека ќе има трета светска војна, додека трае времето на милост. И пред само 2 саботи пред изборите во Соединетите Американски држави, истото го тврдев од ова место. После времето на милоста, кога ќе се излеваат Божите судови, кога ќе настапи страшниот и голем ден Господов, тогаш може да загинат и 2 и 3 милиарди за една седмица, како што има потенцијал, значи, нуклеарното оружје, тоа да го направи, но не во времето на милост. И слава на Господа што живееме во времето на милост. За мене сите политичари се бараби. Народот може да избере само бараба. Мнозинството, демократијата, никогаш нема да го избере Христа, што еврејскиот народ не го избрал. Тоа важи малку или повеќе за сите други. Значи, не сакам многу ни да ги споменувам имињата на председателските кандидати, но факт е дека во изметвиот 10 дена Америка изгледа поинаква. Факт е дека одеднаш Америка и Русија се повторно пријатели. Факт е дека стравот од Трета светска војна секако да исчезна. На некој начин како Господ да ме оправда, оно што го зборував пред 2 саботи последен пат. Еден куп војни аналитичари, политички аналитичари, уште од украинската криза пред 2 години. Третата светска војна веќе е започната. Ке има страшна голема војна. Пред неколку седмици само, Кисинџер бил во посета на Путин, па разни портали пренесуваа, отишол да му пренесе порака дека ќе има војна, готово. И така натаму медиумите сеја вакви информации. Истовремено никој не веруваше, ни јас не верував. А сега што ќе биде понатаму, дали ќе го утепаат, дали ќе изгора 4 години, дали нема ни да стапи на должност, ако сега електорите следниот месец одлучат поинако. Никој не веруваше дека овој ќе победи. Изгледаше чудно, мнозина беа во шок, особено оние што не го сакаа. Меѓу нив и мнозина наши браќа и сестри, таму или овде, било каде. Меѓутоа за мене беше битна само една работа. Што во сето тоа го видов Божиот прст. Нема да има трета светска војна ова или следната година. Паѓа Обама законот за здравствено осигурување. Во тој закон беше предвидено до 2017 година сите жители на САД да бидат микрочипирани, а до 2020 целиот свет. Сега тоа паѓа во вода. Ако работите продолжат да се движат во овој правец. Значи, ако Трамп стане председател и ако изгоре 4 години, не знаеме до кога. Не знаеме иднината воопшто. Но, сега треба да се носят нови закони за такви рокови. Значи, чипирање или
било што не би сакале да се случи, и повикани сме од Духот на пророштвото да се противиме на сите иницијативи кои што водат кон намалување на верските и личните слободи на луѓето. Во тој правец да ве подстам дека пред 12 години ве повикував од катедра да гласате на тогашниот последниот референдум одржан во Македонија за она територијална реорганизација на локалната самоуправа, која што за жал беше спроведена како што сакаа, меѓутоа ме повикував да гласате против, затоа што секогаш треба да, особено кога се прашуваме на референдум, да гласаме за она што представува статус кво. Бидејќи знаеме дека секоја промена што ја носат политичарите, никако нема да биде на подобро, туку ќе биде само на полошо. И уставот што го смени во нашата држава исто така беше на полошо. Од 2001 година наваму. Што ќе биде сега во иднина, работите се движат кон полошо и полошо. Се бутка на некој начин од центри на моќ во овој свет, се поголема и посилна исламизација на Европа, што значи намалување на верската слобода, тоа значи. На некој начин македонските избори, иако не сакам да спорувам за нив и да пропагирам за кого да гласате, македонските избори се претворија во референдум изминативе 8 години. Што ќе биде, дали ќе биде Македонија? Едно е сигурно, федерализација на Македонија или двојазичност на целата нејзина територија значи намалување на, значи бетер, полошо и полошо, намалување на верската слобода. Значи, јас се радувам, еве брат Саша ми кажеше скоро време дека во Тетово имаат некоја евангелизација и дека наводно имало голем одзив од самите албанци, например. Очекувале некои така радикални спротивставувања, може би прогонство, физички кјотек, може би, како што му се закануваа на Милево Кочани своевремено. Меѓутоа се изненадија што од самите албанци во Тетово имаше многу културен пристап кон сето тоа. И јас се радувам на такво нешто. Меѓутоа, било која политичка промена на состојбите во државата, значи, ако отиде на полошо, значи помала и помала верска слобода, поголема и поголема радикализација и така натаму. Ако зависи од нас, тоа треба да го спречуваме, дали со нашиот глас или било како. Би сакал да кажам некои зборови, инспириран од овие настани. На почеток да ги прочитам зборовите на псалмистот Давид, зборови кои што ми беа многу мили уште од почеток, уште како тинејџер во верата, и кои што многу пати се исполнија и во моето искуство, и верувам во искуството на мнозина од вас кои што сте биле верни уште од рана младост. Во најдолгиот псалм, 119-тиот, во Светото писмо, точно 100-тиот стих гласи како? 119-100. Во овој превод: поумен станав од старите, зашто ги пазам Твоите заповеди. Колку убави зборови. Во други преводи, како што се сеќавам, помудар станав од старците, зашто ги пазам Твоите заповеди.
Ако веруваме во Божието Слово, ако Божието Слово живее во нас, бидејќи Божието Слово не е нешто, туку е некој, тоа е живо суштество. Ако Божието Слово го управува нашиот живот, тогаш апостол Павле вели на таквите се им оди на добро. Тоа не значи дека во нивниот живот само добро ќе се случува. Може да случуваат и трагедии. Но и тие трагедии ќе испаднат на добро. Понекогаш мора да поминеме низ неволја и страдање или трагедија. Од разни причини. Господ се прослави, јас верувам, со тоа што неговото слово, да не испадне јас, покажува дека има поголема мудрост од сите воени и политички аналитичари кои што предвидуваат Трета светска војна. Јас се чудев, искрено, и се прашував, дали е можно во денешна Америка да има толку многу глупави луѓе и да нема ниту еден разумен човек. Ниту еден да крене глас. Се прашував и уште летоска, измејатите месеци, дури пишував такви коментари, дури нешто што никогаш не би го направил од таму, но од тука безбедно можев, повикував и на револуција. И велев на мнози во коментари, дискусии, Америка денес треба да има нова револуција, како во 18. век. Не гледав никој да се буни, никој да протестира, никој да бара да се спречи ова лудило што досега Обама и Клинтон го форсира. Значи, напад на Русија, се трупаат војски на НАТО пред руските граници, разни провокации и така натаму, што сето тоа водеше кон страф за можно ескалирање на работите и Трета светска војна. Не знам дали га гледавте последната емисија на Васко Ефтов во Центар со Мирка Велиновска. Јас само ја наведувам како извор, но верувам дека и точно тоа, што таа го кажа, незината анализа од после избориве. И дури се восхитив на тоа. Ако е тоа вистина, верувам дека е. Значи, неколку клучни структури во системот на американските тајни служби. Агенцијата за национална безбедност пред се, скоро целата таа. Дури и некои агенти на ЦИА од типот на Сноуден одамна е избеган во Русија, но такви како него, што останале. И околу 200 американски генерали на Пентагон ја направија целата ова, може да се рече, тивка револуција, да го донесат Трамп на власт и да ги расипат плановите на Сорос и другите банкари кои што навистина планираат Трета светска војна. Верувам дека тоа е точно. Не е можно да било никој од таму да нема памет и мозок и едноставно да дозволат да се случи нешто што пред се ќе биде катастрофа за нивната нација. А и за целиот свет, бидејќи нуклеарна војна не е шега. Се радувам што Господ работи на вакви чудни, мистериозни начини, за да
работите се движат во оној правец како што вели Светото Писмо. Сега може и Трамп најавува тој единство меѓу црквата и државата, че може и во негово време да се случи и неделен закон и прогонство на сите оние што сакаат да останат верни на четвртата заповед. Воопшто, меѓутоа сето тоа е веќе во рамките на она што се очекува. Значи, она што го очекуваме, она што Библијата ни го најавува во своите пророштва. Но не да загинат 3 милиарди луѓе додека се уште трае времето на милост. Такво нешто не е. Не ми изгледа такво нешто во контекст на сето оно што Библијата ни го кажува преку незините пророштва. Да завртиме сега во книгата на пророкот Исаија и во контекст на овие зборови да се подсетиме на едно дамнешно пророштво, пророштво кое што дури го најавило раѓањето на Спасителот на оваа земја во 7 глава од Исаија. Но она што сега би сакал да обрнеме посебно внимание е во кој контекст било кажано тоа месијанско пророштво дека ете девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел, како што стои во 14 стих. Што се случило пред тоа, на самиот почеток? Ќе видиме како јудејскиот цар Ахаз имал проблем, голем проблем, иако бил млад цар, велат дека некаде бил околу 20 или 21 година во тоа време. Да почнеме со ред. Исаија 7 глава од првиот стих надолу. Во дните на Ахаз, синот на Јотам, син Озиев, цар јудејски. Значи, додека на престолот се наоѓа Ахаз. Што се случува? Овој превод вели Рецин, царот арамејски, тоа значи сирискиот владетел. И Факи, или во оригинал е Пека, не знам како стојат во вашите преводи, синот Ремалиев, цар израелски, значи царот на северното кралство. Ахаз си е јудејски цар, цар на јужното царство, со седиште во Ерусалим. Но израелското северното царство си било независна држава од Ерусалим. И овде гледаме дека царот израелски на северното царство прави сојуз, коалиција со кого? Со сирискиот цар Рецин, тие поседнали уште пора север, географски. И што е нивниот план? Отидоа против Ерусалим да го завладеат, но не може да го превземат. Много интересно. Да прочитаме понатаму. Ова е сега едно на почеток резиме, како што би рекол авторот на поукава. На почетокот прво го кажал крајот. Вториот стих пак вели: тогаш му беше соопштено на домот Давидов, че не вели му беше соопштено на царот Ахаз, туку царот Ахаз и неговото семејство ги нарекува домот Давидов Исаија. Сака нешто да нагласи со овој начин на изразување. Еве арамејци, значи сиријци, се сместија во земјата Ефремова, значи во северното израелско царство. И му затрепери срцето на Ахаз и срцето на народот негов, како што од ветар се нишаат дрвијата. Затреперија. Што значи тоа? Страв. Страв од војна,
Страв од неволи, страв од страдања. Не е шега, а камоли за Трета светска војна. И му рече Господ на Исаија: излези ти и син ти, Шеар Јашуф, синот на Исаија, да го пречекаш Ахаз на крајот од горното езеро, на патот кај нивата на Валавичарот, и кажи му: охрабри се и биди спокоен. Значи, Господова порака до јудејскиот цар: охрабри се и биди спокоен. Не плаши се. И да не се плаши срцето твое пред двата. Се Господ на многу места во Стариот Завет, а и тука покажува колку има смисол за хумор. Како ги нарекува овие двајце непријатели на Ахаза. Много интересно. И, значи, да не се плаши срцето твое од двата краја на тие глами што чадат, или, што би рекли ние, но овие испушени, обично велат денес и порано, испушена лула за некого. Значи, некој што му поминало времето, славата, силата, остарел или повеќе не може да биде повеќе шампион, ако бил пред тоа во кариерата, во било која област, спорт и така натаму. Значи, овие два краја на гламиите што чадат, од пламениот гнев на Рецин, на арамејците и на синот Ремалиев. Со други зборови, плаши се од нивниот гнев, од нивниот оган, колку што треба да се плашиш од две гламии што чадат. Колку се страшни, колку може да бидат страшни две гламии што чадат. Арам, што значи Сирија, Ефрем и синот Ремалиев кројат против тебе зло, велејки да одиме против Јудеја и да ја исплашиме, да ја завладееме и да го поставиме за цар Тавеловиот син. Значи, Сирија и Ефрем, Израелското царство, Северното царство, кроја план да го нападнат јудиното, односно јужното, да го соборат Ахаз од власт и да си постават свој човек на престолот јудин во Ерусалим. Можеше ли да успее нешто вако? Но Господ Бог вели вака, овие збори многу ми се свиѓа, тоа нема да стане и нема да се изврши. Зошто не? Ајде го довршиме барем целиот текст на Господовите зборови со се 8 и 9 стих. Зашто главата на Арам, Арам е еврејскиот збор за Сирија, арамејски јазик, значи сиријски јазик. Главата на Арам е Дамаск, а главата на Дамаск е незиниот цар Рецин. По 65 години Ефрем ќе престане да биде народ. Северното царство ќе биде одведено во робство, асирското робство. Глава на Ефрем е Самарија, главниот град, значи, а глава на Самарија синот Ремалиев, северниот израелски цар. Ако не верувате, значи овие се зборови упатени до Ахаз, до јужниот цар. Ако не верувате, нема да се одржите. Значи Господ го охрабрува Ахаз за да покаже вера. Ама во што била суштината на верата? Ахаз требало да има вера. Требало да не се плаши. Зошто? Зато што планот на овие двајца негови непријатели, овие две глами што чадат,
според Господовите зборови, нема шанси да се случи. Значи, замислете, цел НАТО се спрема за Трета светска војна. Најавува Трета светска војна. Најавува напад на Русија. Провоцира, руши и руски авиони. Провоцира. А Господ им се смее од озгоре им вели, нема теорија, тоа нема шанса да се случи. Вие немате контрола на вашите нуклеарни глави. Јас имам. Последните настани, единината ќе биде како што јас сакам. Што вели пророкот Данијел таму, 2 глава, 44 стих. И пред тоа. Што му вели Господ на крај ќе подигне своје царство, кое што нема да помине, нема да биде срушено, соборено или поразено од некој друг, туку ќе остане довека. Но пред да му ја толкува целата визија на Навуходоносор, што му вели? Дека тој Господ во кој што Данијел верува на небото, тој е оној што подига цареви и соборува цареви. И тој е оној што става на престолот кого сака. Значи, луѓето, па дури и така наречената светска елита, може да се имаат своји математики, своји планови, своји идеи. Колку од тоа ќе биде или нема да биде, или еве кого да ставиме председател, кого да не ставиме, кого да го убиеме, кого да го нападнеме. Асад сака да го срушат од власт во Дамаск. Господ не им дава. Сега ќе видиме, не ја знаеме едината. Кого Господ ќе стави во белата куќа. Само ова го нагласувам. Господ е тој што ги става. Луѓето може да се мислят, ние сме тие, ние сме мокните, ние сме силните, ние ќе правиме како што сакаме. И тоа си го мислиме и ние, поединечно често пати. Си правиме наши планови, наши желби. Значи, не мора да кроиме планови за глобално ниво. Не сме во тој совет на Луцифер. Меѓутоа, во нашиот живот ние може да се правиме наши планови, наши желби, наши очекувања. Што од тоа ќе биде, а што од тоа нема шанси, нема теорија да се случи. Зависи од Божијата волја. Ахаз требало да верува дека кога Господ рекол дека ќе го утврди Давидовиот дом на престолот во Ерусалим, дека дури од Давидовото семе, значи од Давидовото потомство ќе дојде Месија, или уште зборовите што ги читавме порано, зборовите на самиот Израел, патриархот Јаков, дека од Јуда нема да престане, нема да секне цар, владетел или судија, додека не дојде оној, додека не дојде Месија. Само тие Господови зборови, што покажуваат? Сите тие ветувања, сите тие пророштва, дека Давидовиот дом, дека Јуда ќе владее додека не дојде Месија. И затоа Месија се најавува потоа во продолжение. И продолжи Господ да му говори на Ахаз и му рече: барај за себе знак од Господ, твојот Бог. Барај или во длабочините, или во височините. Но Ахаз рече: нема да барам и нема да го искушувам Господа. Ахаз се плашил да верува. Ахаз не верувал и се плашил да верува. Тогаш Исаија рече: слушајте пак, доме Давидов, повторно. Не му вели слушај, царе Ахаз. Повторно му се обраќа со дом Давидов. Сака да му ја стави во глава таа мисла, сето оно што Господ го прорекол за Давида, за неговото потомство, за Давидовиот дом. Ако Господ рекол дека Давидовиот дом ќе владее во Јуда, има ли шанси Сирија
Ке направам јас електромагнетен кафес, Теслин кафес во оваа сала. Па ќе ви бидат мобилните телефони како во 18 век. За жал. Знаете, некогаш се велеше... Сум слушал порано стари проповеди минатиот век. И знаете што, кога некој проповедник држи проповед, бебе може да заплаче таму позади и гјавол се служи преку бебиња. Па имаше бебско точно. Меѓуто сега што треба да има? Не, бра, сестра Луиза, ово се однесува за сите, бидеќи немаш само ти мобилен телефон, тука во момент. Да продолжиме. Ахас не сакал да побара знак, се плашал. Но Господ сака да го подсети на тоа, дека ако Божието Слово вели домот Давидов ќе биде на престолот, нема шанса Сирија или Самарија со некои нивни политички планови тоа да го спречат, да го соборат Давидовиот, значи наследник, и да си стават во Јуда некој свој цар, Тавеловиот син, како што планираме. Или како што сакаше Обама. Радикални исламисти на власт во сите земји. И во Египет беше радикален исламист. Се случи пуч и беше соборен 2011 година. И во Сирија сакаат истото. Ирак и направија каша попара. Веќе почна да се зборува отворено и за така наречената Исламска република Германија. Европа сака да исламизираат. Да се уништува христијанството и спил какви остатоци, бидејќи денешните европски народи, како и Америка, воопшто не се христијански, со децении наназад. Меѓутоа има некакви остатоци христијански. Да се уништи што е можно сето тоа. Луѓето значи буквално да се испомешаат меѓу себе и сето тоа во она цел глобализација. Градењето на Вавилонската кула. Оно што Господ им го растори пред 4000 години и повеќе. Повторно сега да го направат. Ако Господ рекол Давидовиот дом ќе владее во Јуда, може ли било која сила, не Сирија, не Северното царство, не и големите светски сили во тоа време, Асирија, например, Вавилон, може ли тоа тие да го растурат, да го расипат? Ако Господ рекол Давидовиот дом ќе владее во Јерусалим, може ли некој друг да се спротивстави на Господовиот збор? Што рече Господовиот збор за Вавилон, се сеќавате? Да не ги читаме тие зборови. Вавилон ќе опусте, вели. Ќе стане легло на зверовите. Рис, чакал, така натаму. Големите пророци, Исаија, Јеремија. Ќе се вртат таму. Господ изрекол проклетство врз Вавилон. И никој друг, туку Александар Македонски сакал Вавилон да стане. Да ја обнови славата на Вавилон. Вавилон да биде неговата престолна. Вавилон да биде центарот на неговата империја. Спротивно на Божиот збор. И знаеме што случува. Александар умре на 33 години, неговата империја се распаѓа на 4 дела. Не е тоа. Тоа што тој сакаше и тоа што тој планираше.
Затоа Господ му вели на неверниот Ахаз, или на маловерниот Ахаз. Тогаш Исаија рече, 13 стих, слушајте пак, доме Давидов, зарем вие малку тоа што им дотежнувате на луѓето, па сакате да му дотежнувате и на мојот Бог. Со други зборови, да го искушувате Бога. Затоа самиот Господ ќе ви даде доказ или знак. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. И понатаму следат зборови што покажуваат дека Господ сакал да го испрати својот син на земјата уште тогаш во тоа време. Не 7 векови подоцна. Меѓутоа, почитајте контекстот. Значи, после Емануел, што се звели? 15 стих. Тој ќе се храни со млеко и мед, додека да се научи да го отфрла лошото и да го избира доброто. Значи, додека детето, бебето, порасне на таа возраст, што рече Борче Преска, да може да разбира што е добро и зло, да има некаква лична одговорност, ќе се храни со млеко и мед, ќе има благосостојба во јудината земја. Ќе има благосостојба, нема да има војна, нема да биде тоа што го планираат овие двајца цареви. И потоа вели 16 стих, зашто пред детето да се научи да го отфрла лошото и да го избира доброто, значи пред да стекне таа способност како дете, до таа возраст да стигне, оваа земја од која ти се плашиш, ќе биде оставена од двајцата цареви. Значи во самите тие земји, и во Северното царство, и во Сирија, ќе се случат промени. Но Господ ќе испрати врз тебе и врз народот твој и врз домот на татко ти такви денови какви што не доаѓале откако Ефрем се оддели од Јуда. Ќе го испрати асирскиот цар. Страф и трепет во тоа време била Асирија. И тоа се случи. Господ ќе се прослави тогаш кога ќе дојдат асирските војски пред Ерусалим. Во една ноќ Божи ангел ќе погуби 185.000 асирски војници во логорот. Меѓутоа, зашто Господ најавил дека сепак ќе дојдат? Зашто воопшто дошле асирците? Затоа што пред да дојдат до Ерусалим, а тоа во 8 глава го нарекува врат Исаија. Ќе стигнат до вратот. Главата е Ерусалим. Пред да дојдат до Ерусалим, асирците опустошили еден куп јудејски градови. Тоа сепак не е сеедно дали ќе дојдат или нема да дојдат. И Господ се прославува тука во Ерусалим, пред Ерусалим. На крај дури се враќа асирскиот цар Сенахирим, поразен од Господовата сила, бидејќи и тој сакаше Давидовиот дом да го сруши од престолот. И двајца негови синови го убиваат во Ниневија, назад. И му го земаат престолот. Едниот од нив поточно. Господовото слово е толку мокно, што најголемите светски сили не можат да му се спротивстават. За Господа, дали ЦИА, дали КГБ, дали овие или оние, се само шаховски фигури, кои што тој ги мрда. За да се исполни неговата волја, да се исполни неговата цел. Можеме да му пркосиме на Господа, но тоа секојаш ќе биде на наша штета. Господовата цел, глобална цел, нема да можеме да ја спречиме. А срците дошле затоа што Ахаз не покажал вера во Господовите зборови. Не покажал вера, не сакал да се потпре на Божјите ветувања, туку од страв, затоа што имал страв, тој самиот побарал заштита од кого? Од НАТО пактот побарал заштита како наши водачи. Ахаз, плашејки се од една Сирија и од една Самарија, двете глами што чадат, побрал помош од Асирија. Затоа доаѓа Асирија, потоа да освојува овдека.
Тоа е тоа. И овие грешка израелците ја повторуваат со векови подоцна. После Макавејското востание 100 години израелците живеат како независна држава. И знаете ли зошто римскиот генерал Помпеј доаѓа и ја освојува Јудеја 63-та година пред Христа? Затоа што се караат израелците меѓу себе кој да биде на власт, дали потомок на Хазмонејците, односно на Макавејската династија, свештеничката династија, или некој друг, се караат кој да биде на власт и на едното утекнува идеја, праќа гласници во Рим, дојдете ваму, помогнете ми, ставете ме на власт, за да се бидам ја на власт, поразете го мојот непријател овдека. Звучи познато тука во Македонија? Чадорот. И паѓа еврејскиот народ под римско робство, под римска окупација заради својата глупост и неверство, како и во времето на Асирија. Господ те повикува денес да веруваме во Неговото Слово, како поединци, како семејства, како црква, па и како држави. И само на Него да се подпираме. Господ не сака денес да се подпираме ниту на Русија, ниту на Путин, ниту на не знам кој. Сето тоа преку ноќ може да се смени. И тоа да се претвори во големо ништо. Господ сака да се надеваме на Него. Сега, колку нови години милост има пред нас, тоа не знаеме. Конечно, тоа не зависи толку од тоа какви закони ќе се донесат во Америка или на друго место. И колку бргу ќе сакаат да го наметнат жигот на зверот. Тоа зависи пред се и од нас. Ние не знаеме што ќе биде утре во нашиот живот. Не знаеме дали утре ќе се разбудиме живи и здрави. Па што сакало било ваму или онаму, во Америка, во Русија или на други места. Но Господ сака да се подпираме на Неговата сила, да веруваме во Неговото Слово. И се што правиме, се што бираме, каков год избор и да правиме, какви год планови да се правиме, да бидат во склад со Неговата реч. Нека му е фала и слава вечно. Амин.